Јасмина Костадинова е дел од новогодишниот базар овде на плоштадот во Струмица. Имаш прекрасни, интересни и рачни изработки. Колку време се подготвуваше да бидеш дел од овој базар? Здраво, веќе ми е втора година на новогодишниот базар, пошто сум љубител на Нова година и на сите тие божикни интересни изработки. Се почна од кампот во Гевгелија во Винијок. Изработувавме за бегалците заедно со нив. И така стана традиција, веќе 3 години ги изработуваме, но тука како учесник сум индивидуално. И едно 2-3 недели пред да почне базарот, имавме припреми, се припремив со украси, со материјали, со се. Сака многу труд, мора да вложиш труд, време, енергија и треба да те уме и да го сакаш тоа што го работиш. Колку изработки донесе овде на базарот во Струмица? Од големите донесов може 10, а другите околу 60. И како се заинтересирани ли струмичани? Децата се најмногу заинтересирани кога ќе поминат и вака се цели еуфорични, мамо види ова и така, привлекуваат внимание. Доста се интересни. Смяташ ли дека ваквите базари придонесуваат за зголемување на еуфоријата, поубава енергија и празнична атмосфера? После тешкиот период што го поминавме, сета таа пандемија, сета таа кризата што ја имаме, вакви мали моменти се многу битни за народот. Ќе излезат, ќе се развеселат, ќе видат нешто интересно, ќе се тргнат од секојдневните обврски. Мислам дека и како е убаво и ми е баш потребно не само на струмичани, на сите околу на сите граѓани на Македонија. Така. Кажи ми, рече дека и во кампот, како е денеска во кампот? Што се случува таму? Затоа што ти си веќе 7 години, ако не се лажам, дел од кампот, односно транзитниот центар Винојук. Моментално имам околу 20 луѓе во кампот. Имаме малолетни лица, имаме деца со кои можеме се уште да работиме со нив. Пред една недела исто така имавме базар, имаше доста заинтересираност. Се уште има бегалци, се уште нема некој си, како да ви кажам, прекин во сета таа мигрантска криза. Ние сме се уште учесници како организација таму, не само мојата организација, туку повеќе организации. Леги се едно од организациите што е веќе 7 години присутна на терен. Има проблематики, има и интересни случаи, интересни приказни, тешки судбини. Пред се тоа морам да го кажам дека никој не бега од убаво и така. Сепак денеска беше весело, мислам се дружиме, имаме спортско каче, спортски активности, имаме вакви некои изработки, децата се задоволни. Барем на тој краток период што остануваат во кампот, можеме да им предонесеме малку развеселување. Ти благодарам многу и среќни празници. Благодарам исто на вас и на сите гледачи на телевизијата.